Почитувани љубители на литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Во оваа емисија гостуваат луѓе од областа на уметноста, на културата, многу книжевни автори, но посебна радост и задоволство представува кога и самата јас откривам нови ликови, незапознаени луѓе. Така и денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со еден човек кој што да му го споменете името во Скопје, ќе речат да, тој е градски лик, сите го познаваат, неговото име стои за многу познати гласила, важи за познат бизнисмен, но и човек кој што своето творештво го дава несебично во хуманитарни цели. Во рацете држам неговата трета книга, која што сите средства заработени од неа отидоа во СОС и ќе одат во СОС детското село. Претходните две повторно беа наменети за деца со посебни потреби. Јас се радувам кога ќе најдам на некоја биографија вистински животопис, а не такво едно штуро CV, каде што само фактографски се наредени работите од животот. Ќе се обидам малку да прочитам од него, а потоа ќе го повикам и ќе му посакам добре дојде на соговорникот. Се вели, родена во едно среќно време, во една среќна земја, во едно среќно семејство, на 7 годишна возраст првпат се пушта од церипашина за екстремно добро домашно воспитание и поведение, добива велосипед, тробрзинец со банана седло и трепкачи на рачките, освојува трето место на републички надпревар по математика во 7 одделение, игра центар халф во школскиот фудбалски тим без некој посебен успех. Да не читам малку е подолго, знам дека го бива за математика, никогаш не го бивало за македонски јазик, но еве, тој стана и книжевен автор. Јас му посакам добре дојде на Зоран Спасов Дзов, авторот на книгата Тито мојот предпоследен херој, кој што неодамна пред Нова година излезе во книжевниците на литература МК во издание на Арс Ламина и направи вистински бум. Тоа е најпродаваната книга на опашката на годината 2020, најпродаваната книга од некој автор. Ви посакувам добре дојде во Астрорум и ви благодарам за прифатената покана. Добро ве најдов. На почеток да кажам дека ни во сон не сум верувал дека можам да бидам гостин во оваа емисија. Тоа е една работа, а исто ни во сон не сум верувал дека овие 5 минути слава што ги викаат, нели, американците, ќе ми се случат токму сега, нови години и реално целиот проект така малку срамежливо почна со огромна поддршка од литература МК, од уредникот Бранка, нели, и од другите, и на некој начин се искористи моментот кога беше актуелна оваа тема, меѓутоа самиот текст е пишуван скоро 4 години, нормално, не континуирано, него тука и таму, и едноставно на крај ме забрза од литература МК и излезе некаде во средината на декември. Точно е ова дека за само 14 дена беше на полици, а стана најпродавана книга од македонски автор за цела 2020 година. Кога е најпродавана во литература МК, се претпостава дека е најпродавана во цела држава. Првиот тираж е исцрпен, ова е веќе вториот тираж и да нема забуна судирни интереси во литература МК, директорката на издаваштво се вика исто така Бранка, како и авторот на оваа емисија, Бранка Бугариска, и таа е секогаш на вистина со вистинско чувство што тоа може да биде корисно за публиката, читателската и што може да предизвика голем успех, па еве добро процениле и за оваа книга. Ајде малку да се
представите во овој дел? Споменав некои работи, воопшто доменот вашиот ниту професионален не е книжевноста, но од она што го видов, наоѓате еден начин како да се доближите на читателската публика, да не ја исплашите. Само вештите автори им успева да протуркаат вистините, сериозни факти на еден многу едноставен начин, книга која што секој може да земе да ја чита, и верувам дека она што ви е најважно, да допре суштината, вистината до секој читател. Кажете ни малку за вас како некој кој што се пробал во литературата и како што гледаме добро му оди. Па, на почетокот напишав едно така хумористично четиво уште 2008 година, се вика Имам штркот. Едноставно се продадоа двата тиража и подоцна го објави бесплатно на интернет. Во меѓувреме, во овие 12-13 години, самото дело е даунлодирано преку 150.000 пати и на тој начин некако стана најчитана книга во Македонија, претпоставам. Потоа имав уште еден обицоен алманах некогаш и некаде и реално после тоа, значи така на 4, 5, 6, 7, 8 години, како што дозволува времето, се решив за овој чекор. Ово е едно дело, ајде да кажеме роман го викаат, меѓутоа еден хибрид. Тука се измешани, нели, сега модерно е фикција и нефикција. Исто така, нели, патување низ времето и така да во една плетенка од 3 нарации успеавме да направиме една книга со неверојатни податоци. Тоа е 3-4 годишно истражување, непознати за Тито како една личност, според мене многу важна за овој простор овде. И со еден збор, например, може да се каже дека се обидов да го демистифицирам ликот на Тито, затоа што, пак ќе кажам, ако се бараат причините зашто сум го напишал ова, нели, има неколку. Прво е, децата стално ме прашуваат зашто ги малтретирам со тоа време и со тој лик. Второ е, затоа што во изминативе 30 на години комплетно е маргинализиран ликот на Тито, и од едни, и од други, и од трети. Четврто, историјата ние си ја менуваме, нели, на 10 години, ова некако сакав да остане трага, всушност, за едно мој point of view, моја точка на гледање за се она. Интересно е што тука Тито, сега ќе навлезам, да не чекам прашање, нели, има свое покаяние, си ги признава своите грешки, значи не е ултра апсолутно позитивна личност, меѓутоа едноставно си отвара душата на таа смртна постела и тоа е една нишка што го води низ романот. Меѓутоа и самиот наслов, ајде пак ќе кажам, предпоследен херој, носи една друга нарација и еден друг леер на раскажување и на, како да кажам, нешто што мора секој читател да го прочита меѓу редови и така некако да му се вткае во размислувањата. Книгата инаку е пишувана за млади луѓе, значи нормално дека такви некои стари ко мене ќе се препознаат веднаш, меѓутоа она што го забележав и при првиот тираж беше да 25-30 годишни млади луѓе ја купуваат книгата, ја читаат, ја коментираат, ми праќаат пораки, нели, и на социјална мрежа, и на Facebook, и на мејл. Едноставно се пак ќе кажам еден збор, нели, тежок македонски, вчудени, видени од она што е напишано внатре. Сега не знам до колку длабоко додиме, Бранка. Ќе ве прашувам јас зашто мене темата особено ме интересира, што рековте тежок македонски збор, овој новиот вџаси, мене ми е многу потежок, тој е влезен во новиот речник македонски, но верувам дека сте изненадени зашто и самата доживувам некогаш кога некој сака да ве смета за анахрон, застарен, од некоја мината генерација, со цел малку да ве омаловажи, ќе каже вие сте носталгичар, и што не се случи толку што веќе овие нешта што порано
ни беа гордост, сега како да треба да се срамиме да ги изустиме, дека некое минато време било посредено, нештата се знаеле, до таму е девастирано нашето општество, што повторно имате потреба еве на младите луѓе да им доближувате едно време, не со цел за да се чувствуваат лошо во новото, предпоставувам, туку за да знаат кон што да целат минимум од она што ние сме имале можност да го живееме и порано. Па, токму баш го погоди. Сам да кажам дека ова е една исто антологија на едни изумрени чувства што постоеле некогаш. Тоа е евидентно на една декаденција што денеска, морална ерозија што ни се случува. И може да кажам дека грото од читателите, помладите, да кажам, од 40 години, кај што е таа граница 40-45 години, едноставно ми пишуваат и ме прашуваат едноставно дали навистина било така. Сега нормално дека со сите овие мани и предности на секоја временска епоха кај што сме живееле, не може да се каже дека ние сме југоносталгичари, едноставно ние сме носталгичари за едно поубаво време. Значи, со нели конкретно дефинирани морални вредности, со како да кажам, перцепција на животот од еден друг агол, и наистина нема потреба тука ни придавки, ни епитети да користиме за... Овде е на еден многу интересен и мек начин тоа кажано, кроз една семејна атмосфера, зборувам во книгата, и се надевам дека тоа е уствари сушност, ајде да не забегувам на српски, сушност тоа е поважниот дел од книгата, барем за мене. Инаку она што го кажа за новиот македонски јазик, за оваа книга конкретно и првите две, меѓутоа јас сум некој што сака да го негува скопскиот сленг, затоа што ако може да се негува и кумановски, и струмички, и тетовски, зашто да не се негува скопскиот, изумрен еден дијалект, што е забранет, да кажеме, од Институтот за македонски јазик. Така да, со лекторката имав сериозна борба околу тоа. Таа ми дозволи едноставно само еден лик да зборува во книгава хардкор скопски, и еден лик да зборува лајт скопски, и некои изрази што се така скопски да кажам, мора да бидат симнати во фусноти. Така тоа беше еден компромис. Тоа надеваме дека убавината остане. Да. Има убавина и во руки, ноги и такви нешта. Особено за тие што си го сакаат Скопје. Како што рековте, вие демистифицирате некои работи, да не се разбере дека само го величите ликот и делото на Тито, туку се обидувате со вистински факти да ги искристализирате работите кои што се врзуваат за него. Секој еден што ќе земе книгата, добро е на почеток да сврти на крајот и да ја види библиографијата, да ги види консултираните извори, дека без разлика што има и фикција, нели, низ фикцијата вие многу суштински работи пласирате тука. Колку време, освен тоа што предпоставувам дека имавте лична желба да дознаете повеќе за Тито, предпоставувам дека така започна истражувањето, како ви одеше со добивањето на некои факти кои што ги немавте откриено, а имавте сознанија дека постојат, бидејќи и тоа во последно време е тешко да стигнете до нив. Рековте и самите, има многу повеќе луѓе, предпоставувам, што се обидуваат да замре ликот и делото, отколку што или не. Ајде да не бидеме толку радикални, верувам дека има луѓе што се уште се залагаат за вистинските вредности и немаат розови очила или темни очила. Како одеше тој процес на истражување? Прво да кажам дека Тито на таа смртна постава нели си кажува своите гревови и покрај тоа што нели по реалниот живот не знам дали што ги кажал. Меѓутоа тоа е негова едно амнестирање, може да се каже од мојов ракурс. Меѓутоа тоа се должи на едноставно долгогодишно истражување, каде што целиот негов живот личен
не само живот, него и вонбрачен живот има огромна улога, како тој е бескрупулозен во одредени сегменти, кај што е емоциите му се на многу ниска гранка, семените вредности и така натаму. Меѓутоа, тоа ќе го оставиме на читателите. Инаку, истражувањето беше, така да го парафразирам, на 1000 прочитани страни можев да напишам 2. Значи, буквално така одеше некако. Значи, тоа беа илјадници прочитани книги, илјадници изгледани документарци, а најинтересно е што успеав да дојдам нормално преку интернет до одредени документи на КГБ, што ми помогна да некои работи секако прв пат се објават, според мене, до сега не објавени се. Тука на нашиот простор во регионот од било кој истражувач на делото на Тито. Постојат српски, хрватски автори што последно време го напаѓаат делото, меѓутоа овде е дадена буквално една паралела, тоест самиот читател да одлучи дали е тој позитивен или негативен. Конкретно има доста има размислувања на Тито, што ги кажува во врска со Македонија, со нашата самостојност, со нашата држава, со егејското прашање. И сите тие реално негови, како да кажам, исповеди се базирани на исклучително факти што се добиени, историски факти, така да кажем, и од негови соборци, и од тајните служби и така натаму. Значи, една навистина фрапантна и шокантна збирка на интересни податоци за неговиот живот. Ова што го кажавте, книгава ќе сакаат и Тито го сакаат и хрвати, и срби, и македонци, наведува на тоа дека книгата би можела да биде читана исто толку добро, со исто толков успех и во поранишните југословенски простори. Дали има некакви такви планови, преговори да се преведе на српски, хрватски или српско-хрватски, ако веќе треба да не се повредува никој? Дали размислувате за тоа или со издавачот правите некои напори? Да, мене ме контактира од Црна Гора и од Србија, затоа што дозна, дури и внуката на Јосип Броз дозна дека е најпродавана книга во Македонија. Меѓутоа, таа нишка на македонецот во оваа книга е изразена, дури во споредба и со Србија и со Хрвати, има еден дел вткаен од македонскиот ген, што се вика, така да за да се издаде на тие пазари мора да се преработи. Што сепак сум ја македонец на почетокот, нели? И реално е пишувано како, мислам сега не би сакал стварно да навлегувам. Интересно има, интересен пристап има Тито кон македонците и македонецот што е главен лик во книгата кон Тито. Така да тука ќе се најдат многу работи, така да е многу тешко да се адаптира на другите пазари. Но од друга страна е штета да се фрли целиот тој материјал до кој што сте стигнале и да не се објави и на јазиците во соседството. Впрочем и во диаспората знаеме колку свет се оцели од поранешна Југославија сите овие години. Сигурно не дека се југоносталгичари, туку дека реално состојбите, па и глобалните процеси придонесоа ова да е вака. Дали вие го разгледавте Тито во рамките од призмата на македонецот? Како ви изгледа оваа приказна од другата страна, од општото, со глобалните прилики? Што ќе беше Тито да беше денес жив? Што ќе беше поинаку да ги поставеше нештата, позициите кон светот? Знаеме дека сите се одушевува. Сега живееме еден период кај што се бориме да влеземе во Унија, која што Тито уште тогаш ја имаше направено и на светско ниво и во рамките на една Југославија. Дали го разгледувате тој процес малку пошироко и од подалеку? Да, тука е, мислам, конкретно е опишан неговата големина и неговото визионерство и нели она познато нешто го има кажано на сите, не само на Сталин, тој има кажано и на Труман и на Черчил, на сите има кажано не. Таа негова големина се должи не само на харизмата негова, на умешноста на војувањето како единствен војсководец во Втора светска војна што бил на фронт. Меѓутоа, исто се кажува за неговата грешка
што направил последните години, да кажеме 10-15 години од животот, што некои работи не ги дозавршил. Тука се точно објаснети кои се тие работи, меѓутоа сепак човек што има 80 или 85 или 88 години е многу тешко да резонира веќе толку глобално. Така да има тука објаснети си тие работи. Меѓутоа во неговата полна сила во 50-60 години и почетокот, тука некаде до почетокот на 70-тите, пред Уставот 74-та, тој е глобален лидер. Значи, апсолутно. Ако, например, во НАТО пактот има 15 земји, во Варшавскиот пакт, ако има 10 земји, во Тито пактот има 150 земји. Буквално он е лидер, он ја носи цела Африка, цела Азија на своји плеќи и се спротивстава со движењето на неврзаните. Дури и Нобеловата награда за мир, тука исто објаснато како ја губи, од кога ја губи и на каков нефер начин ја губи. Меѓутоа, тоа е тоа. Трн во око бил на сите, меѓутоа успевал да флертува, ајде ќе кажам, и со едните и со другите на маестрален начин, а во исто време да биде и светски селебрити. Слушајте, флертувањето, политичкото флертување во корист на народот е секако оправдано, но ова флертување што го гледаме заради личен бенефит, секако нема никакво оправдување. Ми е страв да не откриваме книгата до таква поединост да им раскажеме се, некоја дайджест верзија би требало да ја прочитаат сите заинтересирани. Јас сакам да ве прашам дали од секогаш бевте, па и тука гледам штом ви е Тито еден од идолите, дека и тоа го препознавте кај себе, таа нитка да сте хуманист. Не ви е прва книга што ги донирате средствата, не секој мора, но таква општествена одговорност сега стана мода па компаниите. И не ретко тоа не е само заради таква хуманистичка постапка, туку заради ослободување даноци и така натаму. Но гледам кај вас исконска желба да давате. Од каде го носите тоа? Од домашното воспитување? Сте виделе, сте се одушевиле од некого дека го прави тоа? Па вака, има од две места всушност потекнува тоа. Едно е од главниот лик што е во книгата, да не го откриваме. Тоа е всушност што ми го има пренесено ова чувство и нормално дека истото е и еден рецидив од тоа време, од таа епоха во која што сум живеел. Така да, нели оние што викаат, ќе кажам, скромноста некогаш беше врлина, сега е мана. Меѓутоа, се држиме до тие стари принципи. Мојот живот е составен од милион поговорки што сум ги чул од главниот херој во книгата. Она што е интересно, она што преска заборев да го споменам, е дека премиерно, можам да кажам, никој апсолутно не го знае. Врз база на оваа книга се спрема нова театарска представа, Урнебесна комедија, и таа во старт се пишува така, сега може би малце нескромно звучи, ама да се игра на било кој театар во бивша Југославија. Значи, дали е Белград, дали е Загреб. Исто така нескромно звучи, меѓутоа е баш вчера еден мој текст, не знам дали сега да го кажам тоа, беше одобрен од Министерството за култура и на тој текст се работи театарска представа во Македонскиот народен театар. И ова е навистина, не знам, и сам не сум свесен што ми се случува. Сам апсолутно ова е некое хоби. Имам еден пријател, врвен интелектуалец и во 2-3 наврата му кажам: "Добро, викам, Александар, не сум ја писател, не сум." Вика, ушеднаш ако те слушнам да кажеш дека не сум писател, а вика, најчитам си, и сега и една представа веќе ти се поставува, втора сакаш да пишеш. Да, наистина, не знам. Знам, стварно е чувството, измештени чувства, али на среќа, радост и уживање.
Јас можам да наговестам да не ги откриваме ликовите, тоа ќе беше и моето последно прашање, да го поставам сега, зашто верувам нема да откриеме. Тито е предпоследниот херој, верувам дека е некој кој што ви бил близок, кој што ви ги дал сите мудрости на тацна низ животот и така натаму. Во таа смисла, денес има потреба, ако имаше потреба од доближување на ликот и делото, на вистинскиот лик и дело на Тито до читателската публика, како да треба да се редефинираат поимите, она што значеше во минатото градски лик, градска фаца, урбан лик, сега малку се изместени и тие нешта. Јас да бидам искрена, самата сум од Маџир мало, но ние бевме учени да се одушевуваме на оние кои што ги биваше или да играат фудбал, кои што беа мангупи на интелигентен начин, а не на лоши типови кои што повредуваат други и правеа зулуми. Мислите ли дека денес малку и тоа се злоупотребува, тие урбани ликови, урбани приказни, како новиве генерации да знаат на кого да се угледаат? Ја на вистина ги сожалувам младиве генерации, многу ми е жал, екстремно многу, затоа што почнате тој, ајде слободно да кажам, иреверзибилен процес на ерозија на се што вредело и што вреди, уште малку е остана. Дали е тоа придобивка нели од капитализмот, што ни дојде после социјализмот, а by the book треба да е обратно. Меѓутоа нема назад. Едноставно ние да успееме ова малку што го имаме нешто да го сочуваме, ја би го сметал тоа за успех, а инаку песимист сум. Обично сум оптимист за се, меѓутоа за оваа работа сум песимист, зашто знаете како ние сме држава што ги уништува хероите, затоа и е спомнат како херој менкава во насловот. Ние сме единствени, ја мислам, на светот што уништуваме херои, измислуваме нови некои, непознати. Значи, цел свет се грижи да ги сочува, па дури и криминалци што биле као Робин Худ бил нели криминалец, као Јаноши бил криминалец, и тоа тие ги направиле позитивни. Значи, војсководци што биле, војсководци условно кажано што биле колјачи што имаат убиено по 1, 2, по 5 милиона, тие се сега денеска нели големи. Значи не се тирани, него се војсководци. Само ние не успеавме некако да изградиме овој наши херои. Апсолутно. Овие херои што тука се спомнати некаде да зборам на после Втората светска или за време на Втората светска војна се апсолутно маргинализирани, дури и писатели. Венко Марковски не е рехабилитиран као што треба, Ацо Караманов например апсолутно го нема местото кое го заслужува. Тука има уште многу да се работи, меѓутоа мислам дека нема спас. Не сакам вака тажно да заврши. Нема да заврши. Ке ви ставам и една ограда да ве замалам, немојте да давате идеи Робин Худовски, затоа што имаме и деновиве ни се случуваат некои нови херои, не дај Боже да осамнат повторно и на саемна книга, истите како што осамна, значи кај нас антихероите се херои. Вие разбирам поентата, малку се шегувам, да ве прашам за успешноста на вашата и пионерска Македоника. И да не изумам за медиумскиот простор, бидејќи и таму сте искусни, па ќе ве узурпираме вашето гостување да ни кажете што ни се случува со новинарството, зашто што ќе правиме доколку нема кој на младиот човек нема кој да му препорача што е добро и за читање. Новиве форми даваат многу можности, но во исто време создаваат и голем хаос. Така е. Така е. Сам да кажам што се однесува до медиумите, има тука тоталната една медиумска неписменост, сега се обидува некако тоа полека се реши, меѓутоа ние немаме ни тело, немаме ни закон, ни регистар на сериозни, да кажам, портали, затоа што веќе 90% информациите стигаат преку мобилен и преку портали. Немаме ништо апсолутно и сме изложени сите ние на лажни вести, на спинувања и така натаму, за потреби на политички партии, на бизнис концерни и така натаму. Ова е еден сериозен предизвик што знам со гаранција дека нит се решава, ни па некој го есапи
во државата и ова долгорочни последици ќе има, затоа што знаете како вести не се читаат на Facebook, а тоа е 90% мислам од Македонија тоа го прави. Едноставно и млади и стари не знаат кои се релевантни медиуми, кои се со влијание, кои се издржани, кои имаат лектори. Пример, јас знам дека само 3 медиуми во Македонија имаат лектор вработен. Да не ги именувам сега. Сите 3 се во мојата групација, пак ќе кажам. Тоа што се однесува до медиумите, тоа ќе биде долга битка, меѓутоа евентуално може да се реши ако добиеме некои предпристапни преговори кај што ќе бидеме условени и притиснати така на зид да го решиме тоа. А второто што се однесува до Македоника, тоа е една фондација кај што јас ја основав и заедно со мои пријатели одлучивме да наместо да градиме манастири и икони да цртаме и едноставно решивме да помогнеме во културата на Македонија. Ние успеавме 1500 книги да ги регулираме авторските права и да ги направиме бесплатни и достапни до секој македонец во светот. Многу е важно за диаспората и за малцинствата во соседниве земји, кои не уверуваат во последно време дека не постојат. Успеавме 80 и нешто книги што се лектири за деца и регулираме авторските права и да ги даем исто бесплатно на Македоника. Меѓутоа, на сите овие успеси не добивме апсолутно никакво препознавање ни од оваа гарнитура, ни прошлата, ни предпрошлата, така да едноставно прво очекував нели некаква помош, затоа што сепак е фондација, да може повеќе книги да имаме или поголеми избори и така натаму. Па се откажав, па подоцна очекував некој нели да те потапша по раме, па сега и од тоа се откажав. Така да, како да кажам, тоа е еден сизифовски проект што го се турка и тоа е. Знам само дека наставничките и професорките по македонски јазик го форсираат, тоа ми е исклучително драго и да кажеме децата на великаните македонски повоени прва и втора генерација го препозна и дел од своите дела ги отстапија да бидат достапни до цела македонска публика. Јас не можам да верувам, иако кај многу личности ќе се изненадите, кај врвни музичари отсуствуваат, да речеме, моралните вредности, не секогаш тоа што го гледаме како перформанс соодветствува со личноста, но со вакви здраворазумни, цврсти ставови, доволно цврсти да се борите против ветерниците, а доволно флексибилен за да ги примате влијанијата од младите и да имате чувство за денешницава. Не можам да верувам дека не се должи на домашните поставени добри столбови. Јас како и не како секој новинар, за жал денес многу малку новинари истражуваат и се подготвуваат, но прочитав се што можам да прочитам за вас, па најдов на една убава љубовна приказна со некои работи што ве откриваат и како човек дома. Колку значи таа атмосфера домашна за човек да може да се чувствува сигурен, да го гради авторитетот на здрави нозе и да биде цврсто на земја, а кога ќе треба да полета, да лета вистински. Сега ме погоди Бранка како со буздога. Ако кажам 90% зависи од тоа, може би ќе згресам, може би малку е. Меѓутоа таа здрава домашна атмосфера и со партнерот и со децата е нешто што е, како да кажам, не постои нешто. Значи тоа е на прво место, па има 100 празни места, па останато успех во работа, успех во цел живот ми помина трудејќи се тие вредности да бидат на прво место и така си воспитани моите деца, или моја гордост како што е. Меѓутоа и со другата со која имам апсолутно неограничена поддршка и едноставно, знаете како викаат, најдобра дефиниција за партнер е животен сопатник. Ако не патуваме заедно, ако не растеме заедно, ако не се радуваме заедно, емотивно ако не зрееме заедно,
Не може ништо да биде. Ние едноставно сме такви како со ластик врзани, еден малку ќе падне, другиот го дига и тоа е тоа. Така да едно големо благодарам до Незе за све ова што, да кажам, семејството мора да биде музата за сите остварувања. Нели, некои во минатото сликари вамо таму кај нив можеби и швалерката, можеби некоја жена непозната, меѓутоа за мене е семејството. Така да тој третиот леер во книгата Тито исто ќе се препознае апсолутниот херој на делото, меѓутоа не го откриваме, секој што малку ќе загребе по површината ќе го дознае. Мене ми дошепна од режијата дека одамна ни поминале минутите за разговорот, што е добар показател дека мене ми било интересно, а тоа е едно правило дека доколку нам не ни беше досадно, верувам дека и гледачите ќе уживаат во овој разговор. Само да споменам дека книгата Тито, мојот предпоследен херој, ја има во сите книжарници на литература МК и верувам дека ги заинтригиравме со изнесување на некои факти, со овој наш разговор да ја прочитаат, ако не им се допадне, макар да нели да си ги потврдат своите тези, зошто го мразат херојот Тито, антихеројот Тито, или зошто толку го сакаат, за да се потсетат, затоа што им се дури раздрмани и тие некои нешта. Неретко се прашуваме дали сме во право, дали сме во заблуда. Јас, како добар домаќин литература МК, секогаш на соговорниците им подарувам по една книга. Пред мене е Кундера, има повеќе книги во литература МК. Вие сигурно сум дека сте или не сте прочитале Шала, ама сега ја има Шега од Кундера во литература МК во одличен превод, можеби Проштален валцер или друго нешто што ве интересира од богатата продукција на Арс Ламина. Со тоа би ви се заблагодарила за овој разговор. Океј, благодарам, ми беше задоволство.